Петок, 5 април, кратки вести во 12 часот. Навидом обична вест на Охрид прес за стара фотографија од Охрид од далечната 1900 година на која е прикажана Крџамија предизвика сосема обратни реакции и уште еднаш докажа дека живееме во време полно со измешани чувства и често фали само една мала искра за да излезат на површина некои стари сметки. Дали била прво црква па џамија, дали тоа најгоре било крст или некој друг символ. Поделеноста за жал се зголемува, последиците мора да се бараат во незадоволството на граѓаните од општата состојба во државата, неизвестноста во иднината, политиката, корупцијата. Ако на тоа се додаде и изборниот период, станува јасно зошто најголемиот дел од граѓаните реагираат на прва и без премногу размислување. Како сите заедно да заборавивме на соседите, пријателите, заборавивме дека некогаш не прашувавме кој од која вера е или нација. Ниското ниво на култура на однесување и грижа за добрата и животната средина, како и за сообраќајната некултура, се теми на кои сме зборувале повеќе пати. До редакцијата на Охрид прес речиси секојдневно пристигнуваат фотодокази за ова, а во последно време зачестија фотографиите од скутери и мотори оставени на тротоар. Читателите реагираат дека на одредени места низ градот, каде тротоарите се тесни, едва има простор за разминување на пешаци, а истите се користат како паркинг простор за скутерите. Апелираат на поголема одговорност и совесност на нивните сограѓани при паркирањето на превозните средства, а и да се изнајде решение каде овие лица да може слободно да ги оставаат скутерите. Во управните служби на МВР, вклучително и во Охрид, утре ќе се спроведе фотографирање за лични документи без закажан термин за граѓаните кои наполниле 18 години, а немаат никаков биометриски документ, ниту лична карта, ниту пасош. Фотографирањето ќе се реализира во периодот од 8 до 15 часот. Целта е навремено да им биде изработен личниот документ за да можат да го остварат своето право на глас на предстојните избори. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.